Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Во Виница се одржа локална конференција посветена на грижата на најмладите. Работната средба Виница, општина посветена на децата, е дел од проектот во кој се вклучени уште 4 пилот општини во државата. Општина Виница беше домакин на локалната конференција Виница, општина посветена на децата, чија цел е да се промовира инклузивна и подржувачка животна средина за најмладите преку споделување на постојни позитивни практики за детско учество во општествената заедница. Работната средба беше дел од проектот Место за растење, општини посветени на децата, чии носители се првата детска амбасада во светот Меѓаши и Центарот за семејно и детско згрижување КМОП од Скопје. Како гости на конференцијата учествуваа и представници од општините Велес и Кисела Вода. Идејата е да се креира стратешки и акцијски план за општина Виница, како би се вклучиле потребите на младите и како би се реализирале истите, нели не е целта само да разговараме, идејата е истите да бидат реализирани. Ние веќе во изминатиот период сме разговарале со децата и особено со децата од Виница, сме имале работилници каде што нели сакавме да го слушнеме нивниот глас, кои се нивните потреби конкретно за општина Виница. И она што може да заклучиме е дека децата знаат што сакаат, знаат што бараат и знаат што им треба. Точно си ги знаат нивните потреби и точно знаат да ги адресираат до општината. Јас би сакала да искористам прилика да споделам дел од нив. Се надевам дека во понатамошната работа на проектот и нели со формирањето понатака на панелите и на групите за дискусија и работните групи за креирање на овој стратешки план ќе добиеме нови предлози преку инклузивен процес, преку вклучување на децата во одлучувањето и вклучување на децата во давање на конкретни предлози, конкретни активности како би се оствариле нивните права во општина Виница. За важноста на учеството на децата во процесите на носење одлуки во локалните средини се осврна председателот на првата детска амбасада во светот Меѓаши Драги Змијанац. При тоа тој пренесе досегашно искуство и идеи како општините можат да ги вклучат младите, а како главен проблем во Виница и регионот го истакна иселувањето во западноевропските земји. Градоначалникот на Виница Миле Петков нагласи дека општината е подготвена да помогне за сите прашања поврзани со децата и младите, особено во поглед на образованието и подобрување на условите во училиштата, креирањето стратегија за децата, а при крај е и постапката за оформување локален младински совет. На конференцијата во Виница се разговараше и за грижата за менталното здравје на децата и младите, нивните активности во предшколска и школска возраст, како и за младинскиот активизам во руралните средини. Заклучоците од средбата ќе помогнат во изготвување локален стратешки план за унапредување на правата на децата и нивно вклучување во локалното планирање. Во библиотеката Искра се спроведе литературно-ликовен настан со наслов «Децата во светот на книгите» во пресрет на 1 јуни, Светскиот ден на детето. Во пресрет на 1 јуни, Светскиот ден на детето, библиотеката Искра организираше литературно-ликовен настан со наслов «Децата во светот на книгите». На активноста присуствуваа ученици од основните училишта од Кочани, како и корисниците на Дневниот центар за социјални грижи. Осврт околу историјата за Светскиот ден на детето имаше библиотекарката Румена Тодорова. 1 јуни, Светскиот ден на детето, е најстар интернационален празник. Во 1925 година на светската конференција која се одржала во Женева, УНИЦЕФ одлучил 1 јуни да биде Светски ден на детето, што значи нов почеток за подобрување на животот на најмладите. Целта е одбележување на овој ден е да се сврти вниманието на широката јавност и на општеството кон желбите и потребите на децата. Сите деца имаат своји потреби, желби на кои што ние треба да одговориме. Детската иднина и среќа зависи од сите нас, од нашите сегашни активности зависи нивната иднина. Децата се сегашност и иднина на секоја држава. Ние возрастните постоиме и работиме за детската насмевка, за детската среќа, за искрите во детските очиња. Тие се најважната алка во синџирот наречен живот. Библиотеката како активно вклучена во развојната агенда 2030 за благосостојба и добро образование на децата, традиционално секоја година го одбележува 1 јуни. Целта на спроведениот настан е да се прикаже дека сите деца се еднакви во општеството. Освен во Кочани,
Литературна работилница се одржа и во населбата Оризари, а учениците од основното училиште Крсте Петков Мисирков имаа можност да разговараат со роднокрајната авторка Ленче Стоименова. Дечињата од големите групи на 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова ја реализираа завршната приредба и при тоа ја наполнија големата сала на Центарот за култура Бели Мугри. Под мотото "Со музика патуваме, светот го истражуваме, пораки убави праќаме и секогаш дома се враќаме". Дечињата од големите групи од сите 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова ја реализираа завршната приредба. На сцената во Центарот за култура Бели Мугри настапија над 180 дечиња, а голема подршка во публиката беа нивните најблиски. Од наесен преминуваат во училишните клупи и ќе го почнат основното образование. На завршниот настан, дечињата со песна и игра на свој начин се поздравија со еден од најубавите периоди во животот. Во градинката децата растеа пред вашите и наши очи. Заедно ги направивме првите чекори. Заедно научивме да зборуваме, да броиме, да пееме. Заедно научивме да играме, да се смееме. Заедно да тагуваме, заедно да се радуваме. Од срце ви благодарам вам, почитувани родители, бидејќи вашата подршка и соработка се неизмерни и важни за сите нас. Додека на вработените во градинката им изразувам огромна благодарност за преданоста и неуморната работа. Директорката Ефтимова на идните правачиња им посака успех во школувањето, а нагласи да бидат и упорни во образовниот процес со цел да станат успешни граѓани на Македонија. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа редовна крводарителска акција. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа редовна крводарителска акција. Собрани се 50 единици крв кои ќе бидат наменети за потребите на здравствените установи во државата. Како што веќе е познато, значи ова е акција која е планирана за месец мај и се спроведува секој последен четвртак во месецот. Акцијата започна во 8:30 часот и ќе трае до 14 часот и секако се спроведува во соработка со Институтот за трансфузионална медицина од Скопје. Сакам да изразам голема благодарност на сите дарители кои денеска дојдоа и секако нели одвојуваат своето драгоцено време и даруваа крв и со тоа нели спасуваат човечки животи. На 7 јуни во петок планирана уште една крводарителска акција која ќе се реализира во општина Зрновци. Акцијата ќе биде во самата општина ќе се организира и ќе трае од 11 до 16 часот. Ќе поканувам сите заинтересирани луѓе кои исто така значи може да донираат, да не посетат таму и сепак нели да направат хуман чин и да спасат човечки живот. Мотото на акцијата гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Заинтересираните граѓани може да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузионална медицина Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Нов успех постигнаа најмладите фудбалери од екипите на фудбалската школа Фудбал Старс од Кочани кои се надпреваруваат во детската фудбалска лига Источен регион. Со освоени 1 прво и 2 втори места, тие ќе го представуваат регионот на завршниот турнир што предстојниот викенд ќе се игра во Скопје. Во одлучувачкиот надпревар на регионалниот турнир во Македонска Каменица, генерацијата 2014 забележи убедлива победа од 4:1 против САСА. Генерацијата 2015 пак беше поразена од Беровски Малеш со 3:1. Предходно успех постигнаа и нивните постари клубски колеги од генерациите 2011 и 2013, кои исто така обезбедија пласман за завршниот турнир во Скопје. Веќе се познати и противниците со кои нашите фудбалерчиња ќе ги одмерат силите во првото коло. Генерацијата 2011 на Фудбал Старс ќе се сретне со тимот на Карев од Скопје, а екипата од генерацијата 2013 ќе игра против Студеничани.
Најтежок противник веројатно ќе имаат фудбалерите од генерацијата 2014-та, кои за противник го добијат тимот на Форца, додека генерацијата 2015-та ќе игра против врсниците од Шкендија. Од раководството на Фудбал Старс упатија честитки до дечињата кои што дадоа максимум на сите надпревари во текот на долгото првенство, како и благодарност до родителите за нивната поддршка и истрајност за остварување на досегашните успеси. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.